Почитани колеги, добър ден. Въз основа на член 28 от статутът на община Гевгелия отварям 61-та седмица на Съветът на община Гевгелия. На днешната седмица са поканени Антон Сарамандов, градоначалник на община Гевгелия, Ангелинка Петкова, пратеник до събранието на РСМ, Сашко Янчев, пратеник до събранието на РСМ, представници на общинската администрация, представници на Флор Гевгелия, представници на ИАПК Комуналис Гевгелия, представници от психиатрична болница, представници от обща болница, представници от Центъра за социални работи, представници от АДС Водостопърство на РМ, подружница Южен ветър Гевгелия, представници на средствата за явно информиране. На днешната седмица са присутни 18 членове на Съветът от 17, се извива. Ама в момента е 17. Да, се извива. На днешната седмица са присутни 17 членове на Съветът от вкупно 19 членове по общата брой Съветът. Според това постои форум за пълноважно одлучуване. За записничар е отреден Вработеният Благой Тарков, а за правник е отреден Вработеният Благой Ристов. Записникът от 59-та седмица ви е доставен. Дали има забележки по истият? Нема. Ако нема, доставам истият на гласен. Кой е за, моля нека тренера. Благодаря. Констатирам дека записникът е едногласно усвоен. Записникът от 60-та воредна седмица ви е доставен. Дали има забележки по истият? Нема. Бидейки нема, истият доставам на гласение. Кой е за, моля нека тренера. Благодаря. Констатирам дека записникът е едногласно усвоен от присутните. За днешната седмица го предлагам следния дневен ред. Предлог решение за разрешуване на членове в локалната комисия за борба против недозволена търговия с услуги и илегална миграция в община Гевгелия. Точка 2. Предлог решение за именуване на членове в локалната комисия за борба против недозволена търговия с услуги и илегална миграция в община Гевгелия. Точка 3. Предлог решение за именуване на член в управният отбор на ИАОДГ Детска радост Гевгелия, представник от Министерството за социална политика, демография и млади. Точка 4. Предлог одлука за измени и допълнување на одлуката за обезбедување еднократна финансиска помощ за опожарена куќа. Точка 5. Предлог одлука за давање согласност и областување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетот за сметка на општина Гевгелија. Точка 6. Предлог програма за контрол на популацијата на бездомни куќини и контрола на куќини со собственик затекнати на јавна површина на територијата на општина Гевгелија за 2025 година. Точка 7. Предлог извештај за работата на комуналните инспектори в община Гевгелия за 2024 година. Точка 8. Предлог извештај за работата на властените инспектори за пътен съобраќај в община Гевгелия за 2024 година. Точка 9. Предлог извештај за работата на властеният гражданин инспектор в община Гевгелия за 2024 година. Точка 10. Предлог извештај за работата на властените инспектори за животната средина в община Гевгелия за 2024 година. Точка 11. Предлог извештај за реализираните проекти на Флорид Гевгелия, кадешто како партнер се јавува община Гевгелия. Точка 12. Предлог решение за даване согласност на финансиските извештаи на ИАПК Комуналис Гевгелия за периодот 1.1.2024 до 31.12.2024 година со посебен осврт на периодот 1.10.2024 до 31.12.2024 година. Точка 13. Предлог решение за даване съгласност на годишната сметка на ИАПК Комуналис Гевгелия за 2024 година. Точка 14. Предлог решение за даване съгласност на извещаят за работението на ИАПК Комуналис Гевгелия за 2024 година. Точка 15. Информация за състојбата с употребата на наркотици и психотропни субстанции кај младите в община Гевгелия. Точка 16. Информация за състојбата с хоризонталната и вертикалната сигнализация в община Гевгелия. Точка 17. Информация за работенето на АДС Водостопърство на РМ, подружница Южен ветър Гевгелия за 2024 година. Како допълнителни ви са доставени точките. Точка 18. Предлог решение за даване съгласност на одлуката за разпоредување на нефт добивка на ИАПК Комуналис Гевгелия за 2024 година. Точка 19. Предлог одлука за даване под закуп на недвижен имот во собственост на община Гевгелия на КП брой 6674 КО Мираци. Точка 20. Предлог одлука за даване под закуп на недвижен имот во собственост на община Гевгелия на КП брой 6518 КО Мираци. Точка 21. Предлог одлука за даване на временно користење на недвижен ствар објект во собственост на община Гевгелия на КП брой 146 КО Конско. Точка 22. Предлог одлука за даване на временно користење на недвижен ствар објект во собственост на община Гевгелия на КП брой 1082 КО
Точка 23. Предлог одлука за даване на временно користење на недржавен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 4971/2 КО Гевгелија. Точка 24. Предлог одлука за даване на временно користење на недржавен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 6490 КО Миравци. Точка 25. Предлог одлука за даване на временно користење на недржавен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 3378 КО Гевгелија. Точка 26. Предлог одлука за даване на временно користење на недржавен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 4971/2 КО Гевгелија. Точка 27. Предлог одлука за даване на временно користење на недржавен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 1620/1 КО Пардејци. Точка 28. Предлог одлука за даване на временно користење на недржавен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 656 КО Мрзенци. Точка 29. Предлог одлука за даване на временно користење на недржавен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 2030/3 КО Богородица. Точка 30. Предлог заклучок за усвојување на елаборатот за проценка на штети од природна непогода пролетен мраз што ги зафати населените места Гевгелија, Неговци и Богородица на ден 23.2025 година до 21.3.2025 година. Почитувани колеги, на барање на предлагача, точка 25, предлог одлука за давање на временно користење на недржавен ствар објект во собственост на општина Гевгелија на КП број 3378 КО Гевгелија се публикува. Отворам претрес по предложение од дневен ред. Дали некој се јавува за това? Нема. Ако нема, поставам предложение од дневен ред на гласање. Кој е за, молам нека скрене ред. Благодарам. Констатирам дека предложение од дневен ред е едногласно усвоено. Колеги, пред да преминеме на работа по усвоениот дневен ред, предлагам прво точките 1, 2 и 3. Предлагам точките 1 и 2 да бидат разгледувани заедно и ќе бидете помикани. Да се разгледуваат заедно, а ќе бидат гласани одвојно. Предлагам точката 18 да се вдигне малку погоре, да стои предлог решение за давање согласност на одлуката за распоредување на добитот од комунамец, да стане точка 15, што значи од точка 15 надолу сите се поместуваат за едно место погоре. После таквата измена предлагам точките 12, 13, 14 и сега поново 15 да се разгледуваат заедно. И предлагам точките кои што се однесуваат на предлог одлука за давање на временно користење на недржавен ствар под закуп. Тоа сега поново ќе дојде од точка 20 до точка 29 да се разгледуваат исто така, да се дискутираат заедно, а ќе се гласат заедно. Овие 4 предлози од моја страна ги ставам на гласање едно по едно, што значи дали ставам на гласање предлогот точка 1 и точка 2 да се спојат кој е за. Гласно благодарам. Точка 18 да стане точка 15, кој е за? Благодарам, едногласно. Точките 12, 13, 14, 15 да се разгледуваат заедно кој е за. Едногласно благодарам. И точките од 20 до 29 да се разгледуваат заедно кој е за. Благодарам. Минуваме на работа по усвоениот дневен ред. Точка 1. Предлог решение за разрешување членови во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина Гевгелија. И точка 2. Предлог решение за именување членови во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина Гевгелија. Е сега колега Вучков, председател на комисијата за избор и именување, колега.
Благодаря, председателя, почитувани колеги, почитуван началник, почитувана явност. Комисията за прашение на избори и именуване на своята 20-та седмица, одржана на 9.4.2025 година, донесе неколко предрешения по точките 1 и 2 сега, по бъдат за 3. Предрешенията се отнесва за разрешуване членови во локалната комисия за борба против недозволена търговия с услуги и илегална миграция во општина Гебели. Се разрешува следните членови: доктор Патрик Мак, поранешен председател на Советот на општина Гебелија, Митко Алчинов, член на гранична полиция, и Валентина Кошелни, член от Центъра за работување во Гебелија. Во однос на точка 2, предоглашенията ги имате, значи, лицата кои што ќе бидат именувани, се надеваме: Георги Павлов, председател на Совет општина Гебелија, Маријан Пашелиски, член от гранична полиция, и Даница Гавриловска, член от Център за вработување Гебелија. Благодарам. Благодарам на председателот на Комисията за избор и именуване. Отварям претрес по двете точки. Дали некој се ја озвати? Нема. Бидејќи нема, точка 1, Предлог решение за разрешување членови во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина Гебелија. Остава на гласање. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено. Точка 2, Предлог решение за именување членови во локалната комисија за борба против недозволена трговија со луѓе и илегална миграција во општина Гебелија. Остава на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 3. Предлог решение за именуване... пред да преминеме на точка 3, мала сугестија до општинската служба. Јас ќе ви замолам во текот на неделата после Великден да ги контактирате сите членови на оваа комисија, кои што сега се членуват во истата, на еден неформален состанок во неделата после Великден, барем колку да се запознаеме. Оваа комисија не е состаната никош. Па и да разменим нека мисли. Повелите. Повелите, колеги. Благодарам, председателя. Подсигурявам забележка до вас, колегите, во контекст на овие две точки и уште една работа ќе побарам од вас на телефон. Значи, во контекст на prvите две точки, чуш сега рекохте да се состане на комисијата и добро е тоа, бидејќи до сега оваа комисија нити имаме програма за работа, нити имаме изрече за сработено. Тука од општинската администрација да ви помогне во минатите години како било моделот на оваа комисија, ќе видите дека има доста работа што може да се направат, без разлика што може би не е нешто пред, ама има доста работа што може да се направат. Тоа е едната работа и сугестија до вас да предемете мерки во овој дел. И втора работа, како советничка група на СДСМ ќе побараме сега после 10 минути една точки пауза од исторички причини. Сакаме да идеме малку отпусни и да наседате после на седмицата. Имате целото разбирање, да се надевам дека после сакам да зборувам точно, бидејќи Врете. Се надевам дека после точка 4 ќе биде во можност да ја возможиме таа пауза. Со општинската администрација сме јасни. Продолжуваме со точка 3. Предлог решение за именување член во управниот одбор на ЈОДГ Детска радост Гебелија како представник од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Повелите. Благодаря, председателя. Комисията, значи, за прашање на избор и именување на својата 27-ма седмица дискутираше и по точка 3 од дневниот ред. Врса остава дели на дискусаната, значи предлог решението за именување член на управниот одбор на ЈОДГ Детска радост Гебелија како представник од Министерство за социјална политика, демографија и млади се именува Марика Зоева со високо образование, односно дипломиран наставник по поделенска настава. Во прилог на оваа точка се надам сите ги подобривте дописот од Министерството за социјална политика, демографија и млади
И тоа е тоа. Благодарам. Благодарам и вам. Отворам предраз по предлог решението. Дали некој се јава за говор по оваа точка? Нема, бидејќи нема. Предлог решението го ставам на гласање. Кој е за? Молам да крене рака. Благодарам. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка 4. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за обезбедување на кратна финансиска помош за пожарна куќа. Представникот ќе биде некој од вас 20. За точка 4. Повели. Кратко. Предлог одлуката за измена на одлука за обезбедување на финансиски средства на пожарена куќа, дека е донесена 29 беше февруар 2024 година. Се менува текстот во член 1, односно таму се отфрла зборот собственост и се предлага овие средства да бидат предадени на лицето Света Баррамова од Гевгелија со отворена трансакцијска сметка и банка која ќе треба да се трансферира таа сума од 5.000 евра, односно 300.000 денари со вклучен персонален данок. Ако има нешто повеќе заинтересирани, Има прашање. Отворам предраз по предлог одлуката. Колеги кои се јави за збор? Кичоков. Добар ден на сите. Точка на дневен ред број 4, така прифатил. Изгласи предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за обезбедување на кратна финансиска помош за пожарна куќа. Предлагач на точката градоначалник на општина Гевгелија. Не знам дали некој ќе се јави или нема се јави, јас знам дека сите советници тука сте известени, на некој начин и опоменети. Знаме дека и градоначалникот исто е опоменет. Ние донесохме одлука хумана, да кажам, значи кога се деси тоа што се деси, другиот ден на име Света Баррамова. Така беше. Без никакви пропратни документација, колку што знам, немаш имотен лист, немаш ништо, така? И јас мислев дека тоа е како што треба. Значи сите тоа исто го мислевме во тој момент. Сега се јавува нешто друго и мене ми е малку чудно, значи јас немам ништо против да се доделат средства. Никаков проблем тоа. Значи тоа треба да се помогне на секој граѓанин на општина Гевгелија што има проблем. Ама треба да биде лоциран правилно проблемот. Кај е проблемот? За да не дојдеме до ситуација да имаме проблеми ние како советници. Заради тоа што некои работи биват, некои работи не биват. А ако не биват на тој начин, треба да се најде модус како за да и ние како советници бидеме заштитени, општината и градоначалникот да се биде заштитени. Точката на дневен ред сега гласи обезбедување на еднократна финансиска помош на пожарна куќа. По новите информации што јас не знам зошто не се доставени во материјалот, заради тоа што јас добив телефонски позив, а сигурно нека излезат сите, нека си кажат сите, известен сум дека сите добили телефонски позив со одредена документација и дури е кажано дека тие, јас не знам председател на Совет, сакам да се изјасним тука, кај се тие документи доставени до општините што не се доставени до советниците, како дополнение на оваа точка. Во тие документи што јас ги добив, а не ги добив од Совет, ги добив приватно од друго лице, излегува дека ние како Совет имаме проблем. Ако сум грешка, нека ми исправи предлагачот на... Јас мислам дека оваа точка ќе се повлече, ќе седнеме, ќе разговараме и да најдеме соодветно решение да се помогне на лицето колку што треба да се помогне. Значи, ова излегува дека ние сега моментално даваме, по тоа што јас го видов, даваме средства на лице што не бил собственик на таа куќа и во тоа време кога било пожарот. И друго што е многу интересно, значи ние со овој начин не помагаме на опожарената куќа, туку помагаме на лице што во тој момент, може да кажем без разлика, бил под кирија таму. Јас во тој момент знам дека ургирав и во комуналното да оди да се расчисти тој терен, да се направи услови за парите што ќе ги даваме сите донации, заради тоа што јас како правно лице бев донатор на тие луѓе во прв момент, заради тоа што ипак деца има во прашање, фамилија,
Ама тоа е сосема нешто друго. Јас што сакал да дадам некои други граѓани на општина Гевгелија да донираат и да бидат хумани, а ова е сосема нешто друго. Значи треба да знаеме намената кај ги даваме парите. Јас барам првин да ми објасни председателот на Совет кај се документите, за не барам пауза и да ги копирам и да ги вадам тука на лице место, оти не е вкусно, заради тоа што ние сме советници и треба да бидеме удостоени со додатни податоци да видиме каква одлука ќе донесеме. А второ, од градоначалникот барам како предлагач да ми објасни како ние сега ќе дадеме на име, без разлика која не сакам да цитирам, нема смисла, кога на ова особа што ќе ги дадеме средствата, он има, колку што јас разбав, по тие документи само 1/8 од таа куќа. И од тој момент кој е опижар на куќата не е повратено ништо, значи тамо не е ни изчистено, ни средено. Друго што ми барат како советник, ми вика дека другите наследнички или сега гледам дека куќата е на сосема друг човек, исто за таа бара, вика, не мора да биде финански средства, заради тоа што таа куќа вика ние треба да се ја вратиме во првобитна состојба, колку може да се врати, може да се реши тоа со помош на комуналец, може да се реши со помош на купување на материјали за тие луѓе да се ја изградат куќата. Не мора вика да биде финански средства. Значи, тука бенефит има и ова особа што има само 1/8 од таа куќа. Така да јас мислам дека влегуваме во еден проблем што ќе се провлече понатаму и ќе имаме реперкусии на ова, ќе имаме и други проблеми. Така ние веќе даваме пари, а не знаеме што даваме и како даваме. Не гледам виновен никој тука, заради тоа што многу пати некои советници сме изманипулирани за многу работи, не само за ова, ама мислам дека кога веќе имаме простор да размислуваме за тоа што ни се доставени документи, сосема други, кои што ќе напоменам уште еднаш, не се ни доставени во материјалот на оваа точка на дневен ред, мислам дека ние не може, мислам јас не знам како ќе донесам одлука ако не ме разубеди градоначалникот или председателот на Совет зошто ова се случува со ова точка на дневен ред. Најмала рака ќе дојде до тужење на општината и ќе си имаме проблеми и како општина без потреба, мислам едноставно од брзање на некој работи. Како не сме исплатили 8 месеци, мислам можеше да се стрпи со овие ново настаната ситуација, да ја разгледаме и другите документации, да донесеме одлука, заради тоа што јас сум и градоначалникот знае дека како ја донел, како ја предложил точката, така може и да ја отповика точката. Така да, ајде да видам што ќе одговори председателот на Совет и да видам што ќе одговори градоначалникот, за да знам што понатаму. Благодарам. Благодарам вам. Мислам дека мојот одговор ќе прво јас или вие. Градоначалник. Почитувам председател на Советот, почитувани советници. Значи, не памтам јас во сите овие години функционирање на Советот на општина Гевгелија да бидеме во една таква ситуација како оваа. Сите овие години, секогаш на првите седници на Совет по слушување некои на нестреки, Советот секогаш носел хумани одлуки, така беше и во овој случај. И првично целта беше со таа одлука да се помогне на фамилијата која што во тој момент остана без кров на главата, да се снајдат во тој период дека се снајдат, но одлуката беше формулирана така како што беше формулирана, беше наведена и собственоста на објектот во изминатиот период. Јас ги примив и двете страни, се слушнав и со третата страна и барав од нив они да кажат заедничко решение, но дефинитивно тешко ќе биде тоа. Заради таа причина е ова измена на одлуката на Совет, доколку не се согласите како советници ова одлука да помине, ка не помине на следната седница на Совет, ќе биде поништена првичната, па кога они ќе се договорат како ние нашиот дел, нашата одлука да ја формулираме и да помогнеме, тогаш ќе одиме со нова одлука. Тоа е моје мислење, на крајот оставам пак вие да одлучите. На ова нема што повеќе да додадам, само една реченица ми беше побарана. Значи, достапно, се што беше достапно ви беше доставено.
Тоа што се појавија некои дополнителни моменти во врска со точката, ценам дека не се предмет и интерес на расправа на нас како Совет. Тие прашања треба да се ги решат засегнатите, тоа што го зборуваше до сега градоначалникот, која ќе дојде чиста ситуација повторно пред нас како Совет, тогаш повторно ќе донесеме предлог одлука на општо задоволство на сите. Мислам дека и доволно би било тука. Еве повелите, чукот повторно. Доктор, и вие сте почете. Председателе, значи, јас пак ќе кажам, немам ништо против да се доделат средства, ама не е ваше да одлучувате дали ние како советници треба да добиеме или не. Јас мислам дека се што е доставено до Советот, до вас, ние како дополнителен материјал треба да го добиеме, па врз база на тоа да донесеме одлука. Значи, мислам дека тоа е коректно. Значи, не може вие да судите дали ние ќе ни бидат од помош или нема да не бидат помош, заради тоа што без разлика што сум член на Совет, па јас не треба да бидам цело време под притисок од граѓани на општина Геве сега со оваа ситуација, 2 дена, 3 да ми се јавуваат и да имам, значи, по 5-6 позиви и ставам во неизвестна ситуација и сите да викат дека ви се доставени документа, јас да добивам од нив додатни документи и да треба да читам и да размислувам што понатаму, која таа одлука треба да донесе категорично и едноставно, мислам, да седнем и да се договориме за таа работа. Значи, секоја промена на материјал на дневен ред на одредена точка, ние треба да бидеме запознаени пред седмица за да може да носиме одлука. Така поединично сите може да размислуваме. Што се однесува до градоначалникот. Јас повторно ќе ви кажам, значи вие сте предлагач, вие може да повлечете точката. Тоа е многу лесно. Само тука кај нас е една ситуација, секој пат се остава Советот да се дави со такви работи и да ги исправа некои работи што не треба да ги исправи. И едно ќе ти кажам, јас сум советник од 2013 година. Нека ми исправат, мислам, сум голем процент уверен, баш ќе размислам уште еднаш, ама јас мислам дека да сме доделувале средства за не дај Боже, за болест, не дај Боже за нешто, ама тие се со материјали, со лекарски белешки, така јас мислам ги добивав материјалите, нека ми исправат и врз база на тие лекарски белешки никаков проблем да се додели средства за да се помогне на таа фамилија да се, значи, да се санира тоа што имат проблем. А никогаш нема дојдено за опожарна куќа. Бар јас така мислам за овие 13 години и без разлика дали е дојдено за опожарна куќа, ние носевме одлука врз база на никакви податоци. Тогаш баш немаше, јас мислам дека имотен лист доставено со точката на дневен ред. Значи да ни донесеа имотен лист и да видевме дека таа особа не е таа. Мислите веќе ги повторуваме работите. Мислам дека председателе, мислам ставим да се докажам. Значи ова ќе биде, значи ова треба да биде скратено и да не зборам нич, ако вие сега завршите работите како што треба. Да ми доставите материјалите како што треба, нема да имаше потреба од дискусија. Да не излезе после дека јас не сум сакам да им доделам, ама не е регуларно ова. Ако вие веќе сте сите договорени, треба да гласате против и да падне точката, тоа е. Јас тоа не го знам. И не сум во координација со вас. Јас само многу трезвено и размислувам. Значи, некои работи не може да се поминуваат така. Значи, ајде да видам како ќе биде гласењето. Од мене нема никаков проблем, нека се доделат средства на тие луѓе. Ама на кој начин и дали не ќе биде заштитени? Заради тоа што и вие го знаете деловникот. Дали да ве прашам, дали председателот, дали предлагачот на точката може дали предлагачот на точката може да се ја повлече точката. Само тоа прашам. Може. Па зошто ние да гласаме? Дали некој друг Апостолов? И Демир Апостолов па Демирџиева. Благодарам председателе, почитуван председател, почитувани советници, почитуван градоначалник. Јас ќе бидам многу пократок. Влегуваме во една незгодна заврзлина. Нема советник кој не сака да помогне на луѓето на кои им треба помош. Тоа е да чиста работа. Во овој случај премногу е замрсена состојбата да не е така лесно да даваме финансиски средства на луѓе од граѓаните на општина Гевгелија. Тоа е клучното прашање. За мене е клучно. Бидејќи најверојатно тоа била многу на брзина, значи 28 пожарот, 29 не е донесувана одлука. Клучно прашање во барањето дали има напишано кој е сопственик. Ако е напишано сопственик да е ова дотичната сега особа, тогаш таа наша одлука е невалидна, се поништува. Затоа што сопственик е сосема друго лице. Значи клучно прашање е барањето.
Друга работа, се слагам со претходниот дискутант, ние немаме информации за сите документи што се присутни. Јас колку го сватив градоначалникот, остава ширина и он не сака да, што сватив, средства да даде на некој што не му следуваат, односно да нема судска расправа, и затоа мислам дека меѓу редови кажат дека точката ќе повлечам. Мислам така ја разбрав, да се доиспита и на наредна седница да се стави искристализирано и сите да гласаме едногласно. Оти не е добро за некоја хуманитарна помош Советот да биде поделен. Благодарам. Благодарам, колега Апстол. Благодарам, председатели, почитувам градоначалник, почитувани колеги, советници. Во врска со точката која што сега ни е дадена на разгледување, пред мене ја имам предлог одлука за обезбедување на еднократна финансиска помош, првичната од 29 претходната година и денешната измена. Завчера на комисиите дискутиравме во однос на целиот овој материјал. Тоа што се случи, беше немил настан, рече и колегата Апостолов, се случи на брзина, околу нашето гласање како советници збор да нема, дали некој ќе подржи таква хуман гест, хумана точка, сите поддржавме едногласно, сме поддржувале и ќе поддржуваме. Она што беше заклучено завчера на седниците, дека во самата изработка на првичната варијанта, првата одлука, ние како совет нема да навлезам кој е предлагач, на кој начин е изработена документацијата, може би е било заради брзење, меѓутоа имаме направено превид и во првичната одлука пишува наменети за домување во собственост на име и презиме, и самиот наслов е финансиска помош за опожарена куќа. И сега парите зошто не се исплатени до крајот на годината, тоа не добивме одговор. Тековната година е помината, веќе има нова календарска година. Сега ние носиме одлука, во истата се менува зборот собственост. За мене не е голема промена, затоа што и самиот наслов на одлуката гласи обезбедување еднократна финансиска помош за опожарена куќа. А куќа е недвижен имот и недвижен имот има, значи, собственост нечија. Значи, со самото тргнување на зборчето собственост многу нема да смениме во суштината на точката. Оно што завчера беше побарано од администрацијата на општината да ни каже на кој начин ние како совет треба да постапиме во случај кога носиме одлука која што е незаконски донесена. Значи, на нас не фалил имотен лист за да не биде комплетна одлука. Да скратам од дискусиите. Представникот на општината се изнесе дека постои таква законска постапка преку Министерство за локална самоуправа, не знам на кој начин тоа се изведува, доколку сака може еве пак да го стани да каже одговорница. И мојот предлог е да се искористат сите правни механизми, да се запази таа законска регулатива и да се поништи првичната одлука која што сме ја донеле, да речеме незаконски, затоа што нивно составување не ни била исправна. Пак ќе повторам, гласањето за го поддржувам, се случувало, ќе се случува. Нека биде законски оваа одлука поништена претходната, нека се изработи нова одлука. Јас сум сигурна дека сите ние повторно, хумано ќе речеме да со 19 гласа. Меѓутоа, и ние ќе бидеме покриени како совет, значи ќе донесеме законска одлука, ќе биде покриена, се надевам, и општината на овој начин, и ќе донесеме исправна одлука за помош на сите тие што се оштетени. Благодарам. Предлагам, почитувани колеги, се надевам дека дискусијата се вртиме во круг. Една кратка пауза и консултација со координаторите нека пристапат, а после тоа ќе следува една малку подолга пауза. Повелете.